Околу 500.000 луѓе се собра и синоќа на протестите во Романија, иако владата ја повлече спорната уредба за декриминализација на некои случаи на корупција. Повеќето демонстрантите сега бараат оставка на социјалдемократската влада на премиерот Сорин Гриндеану. Повлекувањето на одредбата која им дозволува на политичарите да избегнат судско гонење не го ублажи бесот на околу 250.000 демонстранти собрани синоќа во Букурешт пред седиштето на владата и исто толку во другите градови на земјата. Романската влада формално ја поништи уредбата за ублажување на антикорупцијските мерки, која ги поттикна неколкудневните најмасовни протести во земјата од падот на комунистичкиот режим на Николај Чаушеску во 1989 година. Премиерот Гриндеану ја исклучи можноста да поднесе оставка, наведувајќи дека имал одговорност према луѓето кои гласаа за неговата партија на изборите на 11 декември лани. Критикуван што ја усвоил измената на кривичниот закон, избегнувајќи го парламентот, тој вети дека итно ќе отвори јавна расправа со сите политички партии и со граѓанското општество. Меѓутоа демонстрантите останаа сомничави. At this moment, I no longer trust my government. Basically, even though they said they would cancel this, and they are canceling this legally, they said that they will take this legislation to the parliament, where we have 100 MPs currently investigated or on trial for corruption. So this is clearly a conflict of interest. The government took back the ordinance, but they are very bad people. They wanted to promote corrupt. Неколку стотици провладени демонстранти се собраа и пред председателската зграда во Букурешт против одлуката на председателот Клаус Јоханис да им се придружи на антивладините демонстранти. На повлекувањето на уредбата, која, меѓу другото, предвидуваше некои дела да бидат казнувани со затвор само ако биде причината штета над 44.000 евра, може да се гледа како на победа на председателот Јоханис, кој покрена постапка за оценување на незината уставност.